Така е програмата Можеме содржи и низа мерки за поддршка на земјоделците и за развој на земјоделството, сектор на кој што СДСМ посвети сериозно внимание. Повеќе за овие мерки ќе образложи генералниот секретар на СДСМ и носител на листата во тритата изборна единица Љупчо Николовски. Повелете. Благодарам Сонја, благодарам председателе, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Чест ми е да ви се обратам и ви благодарам за вашето одвоено време. На оние кои ги бираме да ја водат државата, им даваме огромна чест и одговорност. Замислете состојба и ситуација во која некому треба да му го оставите клучот од вашиот дом. Истиот треба да се грижи за него додека вас ве нема. Ке размислите два пати дали ќе му го оставите вашиот дом на некој одговорен, некој домаќин или некој неодговорен и недомаќин. 11 години нашиот дом го оставивме на крајно неодговорни луѓе. Оставија хаос во државата. Злоупотребуваа субвенции, мамеа со државното земјоделско земјиште. Оставија разочарани, уценети земјоделци, без надеж за развој и просперитет во нашата земја. Далеку од тоа дека се сме завршиле и дека не можеме повеќе. Можеме уште повеќе и уште подобро за истокот. Од најзапоставен регион во минатото, сега е пример за целата држава. Пример како се развива, но пример и како се работи домаќински. И кога се работи домаќински, тогаш има пари и за истокот. Не се трошат неброени милиони на градби во барок и во стиропор, но и во разни слични глупости. Се развива целиот исток заради едно, затоа што се работи одговорно и домакински. Пари имало во оваа наша убава земја и ке има. Работата е како парите се трошат. За кратко време луѓето видоа дека можело поинаку со парите на граѓаните, а не расипнички и без усул. Во овие 3 години овозможивме директна и индиректна поддршка во земјоделството и руралниот развој во историски рекорден износ од над 430 милиони евра за субвенции и за проекти од рурален развој кои што денеска се гордеам кога ги гледаме низ целиот исток. А во наредниот период поддршката за земјоделците годишно ќе биде 200 милиони евра. Само во источниот регион изминатите 3 години се субвенционирани над 3617 модерни земјоделски стопанства. Нема веќе привилегирани земјоделци, нема веќе поделби и селекција и правење на списоци, нема веќе лажни земјоделци и субвенции кои што одеа на сметките на Орце Камчев, на многу компании, на многу тајкуни и на многу лажни земјоделци. Парите и директната поддршка 3 години веќе редовно, навремено стигаат кај вистинските земјоделци. Се гордееме со овие политики и со дадениот збор во 2016 година. Мерката зелена нафта за земјоделската механизација е еден голем бенефит за земјоделците. Во моментот поддржуваме 50% поддршка за субвенционирање на зелената нафта. Денеска ветуваме и даваме збор дека до крајот на мандатот, до 2024 година, ќе обезбедиме постепено зголемување и целосно покривање на трошоците за зелена нафта од 100%. Ке потсетам, почитувани пријатели, дека 2016 година, кога со председател Заев разговаравме со граѓаните на истокот и кога велевме дека ќе се враќа и ДДВ, дека ќе има и зелена нафта, дека ќе има и редовни субвенции, тогаш овие фейк ньюс ВМРО водеа друга кампања. Ќе дојде Заев и ќе има кантонизација, федерализација или не знам што. Денеска истокот се развива, денеска лажните вести граѓаните ги воочуваат, денеска гледаат дека нема ништо од тоа. Гледаат како се бориме за секој еден проект и за секој еден граѓанин. И како парите ги враќаме назад кај граѓаните. Младите земјоделци, почитувани пријатели, во овие изминати години добиваа неселективни грантови од по 10.000 евра. Веќе го сменивме Законот за земјоделство и рурален развој и поддршката од 10.000 евра 100% ја зголемивме. Да сите млади земјоделци
добиваат грантови од по 20.000 евра. Во изминатите 3 години се фокусиравме и на земјишната политика, односно да се раскинат договорите каде што незаконски се има добиено земја и каде што не се исполнуваат договорите кои што се склучени со Министерството. На тој начин ослободивме десетици илјади хектари земја, а веќе 10.623 хектари и се дадени на јавни огласи и веќе се склучени нови договори со нови земјоделци кои што земјата ја обработуваат. Тоа многу добро го знаат жителите и земјоделците, фармерите од овој источен регион. Со последните законски измени обезбедивме предфинансирање на корисниците на мерките од ИПАРД програмата, со што го олеснивме пристапот до ИПАРД фондовите. Во 2017 во јуни, ова време, бевме под закана дека ќе ни бидат одземени акредитациите на ИПАРД мерките заради тоа што не се користаа овие грантови и европски средства. Денеска гордост е што Република Северна Македонија е лидер во целокупниот овој регион и пошироко во искористеноста на ИПАРД фондовите. И се доделуваат средства неселективно на секој квалитетен проект, на секој земјоделец, на секој бизнис сектор од овој регион и од целата земја. Денес, заради тоа што немаме доволно средства, бараме дополнителни пари од Турција, од Србија, Албанија за поддршка на земјоделците преку ИПАРД фондовите. Мислиме на еднината и затоа обезбедуваме и стипендии за децата на регистрираните земјоделци, кои што ќе се насочат во оваа област, да градиме традиција и да почитуваме традиција и да се фокусираме на квалитетот. Почитувани, ние сме македонци. Треба да си го најдеме нашето место под европското сонце во големото друштво на Европската Унија. Со членството во НАТО и преговорите со Европската Унија си отворивме врати кои од секогаш биле затворени. Затоа сега ни е шансата. Затоа развојот на земјоделството е наш врвен приоритет. Доаѓам од скромно и работничко семејство и знам како е да се заслужи лебот. И токму затоа знам дека на честните работници треба да им се овозможат првенствено фер услови и чесен однос од државата. А другото сами ќе се погрижат и ќе ни докажат. Затоа можеме заедно. Благодарам.